Миле Петков од денеска е официјално е новиот градоначалник на општина Виница, отколку општинската изборна комисија му го додели уверението за 4-годишниот мандат. Јас во оваа прилика сакам да се заблагодарам на граѓаните за поддршката која што ни дадоа на овие избори. Бидејќи во Советот на општина Виница го имаме и мнозинството, сега полесно и без застој ќе ги реализираме проектите предвидени во нашата програма, за кои се надевам дека ќе бидат поддржани од сите советници. Општина Виница ќе биде отворена за сите и јас стоам на располагање за сите граѓани без разлика на нивната политичка, национална и верска определба. Новиот градоначалник на Виница уште од првиот ден ги најави приоритетите произлезени од барањата на граѓаните. Граѓаните генерално се незадоволни прво од хигиената во градот. Тоа е она што сите го гледаат и што боде очи. Има многу нерешени инфраструктурни проблеми. Ние ги посетивме сите населени места. Се уште имаме во некои села каде што немаме водоводна и канализациона мрежа. Ние во нашата програма предвидовме дека овие ќе бидат приоритетни инфраструктурни за реализација. Исто така има многу нереализирани улици и патишта. Општинската изборна комисија денеска ги врачи и уверенијата на советниците кои го сочинуваат новиот совет. Општина Виница има 15 советници, од кои 8 се од ВМРО-ДПМН и коалиција Обнова на Македонија, додека 6 се од СДСМ и коалиција мојата општина предводена од СДСМ и еден советник, тоа е од Движење за промени. Општина Виница е една од 7 општини од регионот, каде изборите завршија уште во првиот изборен круг. Во трката за градоначалник Миле Петков освои 4970 наспроти неговиот противкандидат Ивица Димитров со 3592 гласа. Листата на советници на ВМРО-ДПМН добили поддршка од 4393 граѓани, а она на Социјалдемократскиот сојуз од 3141, а едно советничко место со освоени 543 гласови освои коалицијата на Либерал-демократската партија со ДОМ.